Обидот на колегата Груби да ја префрли вината за синокешното фијаско на Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања и на мене, како нејзин председател, се прозирна лага и очаен обид за контрола на штетата која вчерашната седница ја нанесе врз нивната партија. Кога се гласаше на комисијата, јас во 3 наврати се обидов да ја добијам колешката Мирсада Емини Асани и пратив СМС порака. 2 пати таа ми го спушти телефонот. Третиот пат, најверојатно по грешка, крена и 12 секунди ми молчеше на слушалката пред да ја прекине врската. Од тогаш, јас престанав да се обидувам да ја добијам. Во моментот на започнување на последното продолжение на комисиската седница, јас немав потврда дека колешката ќе дојде, ниту пак дека возило е испратено по неа. Единствена работа, полоша од тоа комисијата да нема став, е комисијата да нема кворум и врз основа на тоа да не може да гласа. Доколку чекавме со гласањето, се што требаше да направат ВМРО ДПМНЕ е во моментот на гласањето да излезат од салата, и ако колешката Мирсада Емини Асани не беше присутна во салата, ние немаше да имаме кворум, немаше да може да гласаме и немаше да може да поднесеме извештај во предвидените рокови до председателот на Собранието. Тоа е единственото сценарио кое не би го обврзало Талат Џафери да ја закаже вчерашната пленарна седница. Затоа, нека престанат да лажат и да ја манипулираат јавноста. Единствена одговорност за вчерашното прекинување на седницата и за заштитата на Трајко Велјановски е кај Талат Џафери и кај Дуи.